бугарски патоказ за деблокада на македонските евроинтегративни процеси. Се најавува дека македонската страна ќе ги отстрани сите формулации негативни кои се однесуваат кон Бугарија во делот учебниците. Не треба, според мене, а изволте јавноста нека каже, дека треба да изедначуваме цели нации, цели етнички, цели етникуми со фашизмот. Бугарија на територијата на Македонија влегува како окупатор. Станува збор за исклучително тешко прашање кое што верувам дека задира во личните и националните интереси на државите. Бавно се отплеткува клопчето околу брзиот и катастрофален пожар во Тетово. Многу е битно и експлоатацијата. Начинот после како се организира експлоатацијата на овие капацитети. Звездана во созвездието на актерите со впечатлив придонес во македонскиот театар. Колку сме осамени како битија, па еве јас се чувствувам како уметник, нели се занимавам со таква професија. Лично сметам дека уметниците се доста осамени во суштина. Современа македонска државност, две етапи од незиното функционирање. 1921 и 1991. 1991-2021. Ова е насловот на научниот собир кој во понеделник тука ќе се одржи во Македонската академија на науки и уметности, а на која ќе присуствуваат претседателот Пендаровски и неговите претходници, претседателите Иванов и Црвенковски, како и представници од кабинетот на претседателите Глигоров и Трајковски. Но ниту еден досега од шефовите на државите не смогна сили да ги релаксира односите, ниту пак да ги приближи позициите со официјална Софија. За разлика од нив, премиерот Заев со рискантни потези најавува бришење на формулацијата бугарски од фашистички окупатор. За едни, овој потек на македонскиот шеф на владата е уште еден обид за приближување на Македонија до Европската унија. Други пак го оценуваат како уште еден велепредавнички потек. Сите изворни документации зборуваме за тоа време, нели? И асономските одлуки првенствено доволно да се прочита, да се види кој бил и како бил окупатор и како бил оценувал тоа време. Тоа е време на ужасите на фашизмот, кој што никој не треба да сега од било кои причини, договори, било какви, да ги брише, да ги абстрахира, како да не постои. Тоа е недозволиво во една демократски амбиент во кој што се наоѓа Европа. Дали е ова иницијатива на македонската влада е и директно мешање на политиката во историјата и со ова се отвара простор за можност за ревидирање на историјата? Апсолутно. Зборуваме сега за една политика која што се применува од 2017 година. Сите сме сведоци на истата, поготово историчарите, кои што се подложни на апсолутно без преседан притисок да се ревидира историјата. Зборам притисок од политичка условеност, на толкување на политичките договори со Бугарија и со Грција, конкретно сега со Бугарија, во контекст на националниот наратив на Република Македонија, македонскиот национален наратив, кој што се градел и се гради со децении, можеме да кажем. Она што јас би го акцентирал е паралелата меѓу двете политики. Бугарската политика, која што влече корени од 19 век и претендира да го легитимира историски правото на територијата на Македонија, а вклучително врз основа на тоа и самиот идентитет на македонците, односно историски со ревидирање на историјата да го промени идентитетот на македонците, да прикаже дека сушност тука немало во Втората светска војна, да не зборуваме и претходниот период, окупатори, туку ослободители. Тоа е јавно и отворено обзнането и од бугарската официјална политика и официјална историографија. Од една страна, од друга страна, дека она што се случувало во текот на Втората светска војна не било окупација, туку ослободување на
тогашните бугари, кои што во 1944 година, како резултат на народно-ослободителната борба на македонците, била, зборуваме сега од аспект на бугарската официјална позиција, биле конвертирани македонците, бугарите биле конвертирани во македонци под притисок на југословенската идеологија. Значи, не постоеле македонци, биле измислени во 1944 година и тоа е таа политика која што, за жал, сега станува и дел од нашето секојдневие. Дел од секојдневието, зборуваме во тој политички амбиент политички кој што влие на секого. Професор Панов, ако се избрише формулацијата дека бугарите биле фашистички окупатор, како ќе се именуваат паметниците од тоа време? Стив Кузман, манифестото од Аснон? Па, тоа е веќе прашање на бришење на историјата. Значи, прашање на бришење врз основа на политички договори или политички условувања, или абсолвирање на политички договори кои што се сега актуелни, нели, во контекст на договорот со Бугарија. Она што би кажал го прави абсурдно се тоа е првичната најава дека најпрвен ќе се брише терминот фашистички, за да сега имаме друга конотација, дека ќе се брише етничкиот презнак пред терминот фашизам или фашистички, што би подразбирало дека се брише апсолутно се што е во манифестот Наснам, одлуките Наснам, па вклучително и прогласот Наснам, кој што сега, нели, после сите уставни промени, согласно договорите и промената на уставното име, остана во уставот. И се постава прашањето, бидејќи во самиот проглас тој бугарски фашистички војски, дали тоа не е најава за некаква нова промена на уставот. Дали со ова се отвора и Пандорината кутија за промена на преамбулата во уставот? Па, логично е прашањето, тоа апсолутно се отвара, бидејќи ако се проблематизира идентитетските прашања, апсолутно тука доаѓаме и до другиот контекст на најавите дека, нели, и други ќе бидат вклучени во уставот и во преамбулата. Меѓутоа, она што е за мене суштинско е тоа што на овој начин директно се засегнуваат државотворните одлуки на Аснам и ова се што се најавува, не знам дали ќе се реализира, меѓутоа тоа што се најавува е апсолутно недозволиво, особено од аспект на политика. Професор Панов, дали со најавата за бришење на формулацијата бугарскиот фашистички окупатор се става на некој начин и своевиден притисок сега и врз македонската комисија која треба да ги расчисти сите спорни прашања, историски настани и личности, заедно со колегите од Бугарија? Па јас многу пати сум реагирал и преку колумни и вака во јавни настапи дека тоа што се прави во рамките на комисиите е всушност ревизија на македонската национална историја. И токму тоа кореспондира со сите овие политички толкувања на историјата, или да уште по-конкретно да се изразам, влијање на политиката врз интерпретацијата на историјата, односно како политиката ја сваќа историјата. Очигледно е дека кај нас политиката ја сваќа историјата како, да кажеме, средство за постигнување договор со соседите или генерално. Така што мислам дека она што сега се прави како политички концепти кореспондира со целата оваа ситуација на проблематизирање на македонскиот идентитет, кој што почна од 2017 и продолжува до денес. Независно што ќе договори комисијата, иако сметам дека тоа не е начин да се ревидира една
македонски национален наратив преку одредена група луѓе кои што ќе се договорат, туку за тоа треба да постои еден општ македонски консензус, не само општествен, туку и историографски консензус, бидејќи апсолутно сите договори во рамките на комисијата ќе останат неодржливи, бидејќи не го рефлектираат консензусот на македонската историографија. Меѓутоа, она што сега се прави, апсолутно е ревидирање на по диктат на соседите, а што на крајот треба да резултира со прифаќање на националните наративи, нивните национални наративи во македонскиот наратив. Па дури се позициите, ако ги видите во рамките на комисијата, дека се денационализација на историјата или за мултиперспективноста во учебниците, тоа апсолутно кореспондира во голема мера на она што сега се заговара во политиката. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Во декември минатата година, еден од моите согодници беше Драги Ѓоргиев, шеф на Мешовитата македонско-историска комисија, кој беше гостин токму во периодот кога и првично беше најавено наводно публикување на учебниците по историја со замена со нови учебници. Еве дел од разговорот со професорот Драги Ѓоргиев во однос на разликите меѓу Скопје и Софија околу одредени историски настани и личности и дали треба да дојде до промена во учебниците по историја. Бугарија на територијата на Македонија влегува како окупатор. Влегува со цел да ја окупира оваа територија и затоа постојат и документи на самата влада на Бугарија од 6 април, мислам, беше 41 во која документот за оваа акција е наречен окупација на Македонија. И формално правно не може да биде никако поинаку третирана оваа окупација, освен како окупација на територија на туѓа држава. Господине Ѓоргиев, вие денове во интервју за Deutsche Welle, меѓу другото, велите, посакувам работата на комисијата да резултира со нови учебници по историја. Има простор за подобрување и во македонските и во бугарските учебници по историја. Историјата мора да се изучува во училиштата. Мора. Тоа е неминовно. Меѓутоа, прашање е и дебата треба да се отвори на кој начин и како да се изучува историјата. Тоа е основното прашање. Иначе не станува збор за тоа дали треба или не треба да се изучува историјата. Јас тука сум категоричен дека мора да се изучува историјата. Бугарски патоказ за деблокада на македонските евроинтегративни процеси. Се најавува дека македонската страна ќе ги отстрани сите формулации негативни кои се однесуваат кон Бугарија во делот учебниците. Но дали тоа ќе допринесе за релаксирање на односите? Како младите гледаат на овој проблем? Во ово издание на Трилинг, мој согодник е Димитар, директор на Македонскиот образовен форум. Добре дојдовте. Дали помалку со историјата гледаме со доза на скепса, се враќаме кон минатото, а не да гледаме кон иднината? Станува збор за исклучително тешко прашање кое што верувам дека задира во личните и националните интереси на државите и на народите на двете држави. Меѓутоа, историјата сама по себе од секогаш била предмети на интерпретација. Знаете колку страни има, можеби толку верзии има. Она што е исклучително важно во овој момент е доколку се најде еден компромис, едно соодветно решение, тоа да се префрли и транспонира и во самите учебни помагала и при тоа учениците да добијат еден нов и соодветен начин на учење. Односно, не е само финално на крајот на денот што ќе стои во учебникот, иако и тоа е исклучително важно, повторно ќе напоменам и за тоа треба професионалци и експерти да се занимаваат со тоа прашање. Меѓутоа и како ќе се пренесе со тоа, како ќе се развие критичката мисла кај самите млади. Измени ќе има во учебниците, но нема во целост да бидат отстранети, како што првично се немаше дека ќе има нови учебници по историја, туку ќе има измени во делот каде што стои бугарски. Ќе биде отстранен делот формулација бугарски предфашистички окупатор. Ако го земете практичниот, оној прагматичен аспект на ниво на држава, на ниво на политика, до некаде можеби да се разбере кој е начинот за да се пренебрегне, односно да се премости пречката која што стои на патот на сега Република Северна Македонија, со оглед на тоа што
и младите се прилично прагматични во однос на своите желби, потреби и барања, ако го гледаат оној аспект кон приклучувањето кон Европската Унија и сите бенефиции кои што може да ги почувствуваме, како изборот при образование, како олеснетите можности за патување, економскиот фактор, односно младинската вработеност или невработеност, може би дел од нив и ќе затворат очи, условно кажано, пред разните измени. Меѓутоа, ова ќе биде исклучително тешка борба која што ќе мора во скоро време да се заврши со цел и сите граѓани, и не само младите на двете држави, да го видат крајот и некаков бенефит од сето тоа. Колку младите се преокупирани со историјата? Или гледаат сепак кон нивнината? Јас би сакал да верувам, да, и според она што ние го имаме истражено во изминатите години, голем дел од младите гледаат напред. Гледаат кон иднината, можеби лајт мотив им е Европската Унија и кога го истраживме тоа, имаше голем процент на луѓе кои што би сакале Северна Македонија да биде член од тоа европско семејство. Почитувани гледачи, следите разговор со Димитар Низамовски, извршен директор на Македонскиот образовен форум. Многумина велат дека ова ќе биде изгубена генерација, талкаки по вистинските насоки, како до квалитетно и продуктивно образование. Дефинитивно има една генерација која што е навистина погодена. Дури 77 милиони млади ученици, значи жители низ целиот свет се директно погодени со ова. Факт е дека не е само образовниот аспект, односно таа компонента од целиот образовен систем. Имаме и аспект на социјално оддалечување. Апсолутно. Имаме аспект на социјализација која што навистина им недостига, еве и нашите членови и сите останати млади не се веќе во можност секојдневно да се дружат, да остваруваат контакти, да се запази онаа педагошка мерка која што и самиот аспект на образованието, на воспитното градење на личноста на младиот човек, и тука навистина се под удар. Дополнително што можеби не може на истиот начин да се пренесе знаењето. Од една страна благослов е што го имаме интернетот, имаме пристап и сите оние информации и знаења кои што дополнително треба да бидат комплементарни со она екс катедра изведување на настава. Меѓутоа, за жал, не секогаш се користи во целосна мера, не секогаш потенцијалот кој што може да се извлече од себе ова наставниот кадар не го изведува, но повторно има и некогаш начин на ескивирање кај учениците, каде што всушност сите ние сме партнери во себе ова и треба заедно да изнајдеме решенија за тоа како да се преброди кризата. Сега, ако го земеме и квалитетот кој што и претходно беше на прилично ниско ниво, и сега со оваа ситуација добиваме една генерација каде што од една страна не ги добива можеби сите потребни информации и знаења кои што би се одвивало како во вообичаени услови, но од друга страна имаме и млади лица кои што се повеќе се соочуваат со различни потешкоти и при нивното ментално здравје и при благосостојбата која што ја имаат воопшто од животот, токму од овие аспекти поради онлайн наставата. 58% од младите би се иселиле од Република Северна Македонија, доколку им се укаже таа можност. Од нив само 6,9 би се вратиле назад во Македонија. Помалку е контрадикторен ставот дека не следат политика, но од друга страна велат дека недоволно се инкорпорирани или не се вклучени во општествено-политичките случувања во државата. Апсолутно. И ние како тим го имавме истиот впечаток за ова прилично контроверзна информација, односно од една страна имате млади кои што поголемиот дел од нив, ние го направивме на репрезентативен примерок од 1053 испитаници. Сега најголемиот дел од нив гласаат и прилично висок процент, ако речеме речиси 60%, меѓутоа тоа го сметаат како главна обврска, граѓанско право, граѓанска обврска, и поради ризикот од злоупотреба на гласот, што е едно друго прашање во однос на довербата или недовербата во институциите и во системот,
Токму поради тоа најчесто и го практикуваат, односно излегуваат на изборите. А за прашани како и на кој начин се информираат и колку често секојдневно ги следат политичките случувања, податоците беа фрапантни, што поставува прашање на кој начин го прават тоа, односно дали донесуваат демократски информирана одлука во рамките на семејството, преку пријателите, на некој друг начин, што е поразително кога имате една таква младина што не следи толку редовно и често политики да се информира. Што би било лајф мотивот да се вратат младите во Македонија? Млада, здрава, амбициозна личност која што е веќе оформена и има искуство стекнато во странство и би одлучила да се врати, главниот прв фактор беше да најде сигурна, стабилна позиција во рамки на областа за која што се усовршил. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам многу. Звездана во созвездието на актерите со впечатлив придонес во македонскиот театар. Монодрама или дуодрама? На штиците што живот значат. Интервју со Звездана Ангеловска. Интересно е дека представата Само глас отвара теми кои што секогаш се актуелни. Тоа се осаменоста, тоа се фаталната љубов, обсесијата. Колку сме осамени како битија и која според вас е најдобрата формула за лекување на осаменоста? Најдобриот лек, да речеме? Работата. А колку сме осамени како битија, јас се чувствувам како уметник, се занимавам со таква професија. Лично сметам дека уметниците се доста осамени во суштина. Не велам таа не значи осаменост дека се чувствуваат изолирано, напротив, им треба едно креативно осамување за да можат тој вакуум за да можат да творат, нели? Исто така и со музиката, но тука ако ви го разбирам прашањето, се работи за една поинакава осаменост која што никако и го наложи ова модерно време на живење. Сега си имам чувство, кој што е мое субјективно, дека во начинот на комуникација сме повеќе сами, а истовремено се представуваме и по медиумите и по социјалните мрежи како да имаме еден идентитет друг, кој што ни е за представување, нели? Такво е времето. А товар ли е сето тоа? За мојата генерација повеќе товар, можеби за помладите генерации кои што некако и го отпочнуваат така животот, можеби нив им доаѓа некако по природен пат. Мене лично ми станува, малку се чувствам како затекнато, збунето, нели? А треба да бидете активни, односно не треба, и тоа е избор, има некои кои што игнорираат и не сакаат да се осамат природа. Меѓутоа, колку што сега е толку брза комуникацијата, нели се е достапна, всушност апсурдно е, а сте осамени. Мислам, гледам, односно и читам дека и младата популација се чувства така, но да не се лажем, и пандемијата, нели, го придонесе тоа. Тоа е веќе и друг многу сериозен фактор. Ангеловска, по премиерата на представата изјавивте во едно интервју, имате кажано дека сте многу благодарна што ви се случила оваа улога. По што се разликува таа од останатите улоги во вашата кариера? Знаете зошто? Затоа што, после, ајде да кажам, толку долгогодишно работење во театарот и на филми и други медиуми, не се случува често, особено актерките, женскиот пол, тоа и во светската драматургија, да добиете така и обемна, нели, простор, значи комплексна улога. Значи тука е пред се и голема задачата, има простор да се изразам и музички, значи со сите средства и да се покаже тој актерски диапазон. Затоа го посакував и така се изразив во тоа интервју, го посакувам на колегите, односно колешките, да им се случи, па и на колегите се разбира, кога имате голем простор. А кога, во ваква форма театарска, како дуодрама, каде што да не го изоставиме мојот колега Никола Ристановски, кој што исто така сметам дека е заслужен за оваа награда, бидејќи тоа е снимениот глас, Само глас, со кој што ми е партнер, и тоа сметам дека одлично го направи,
навистина беше предизвик, но сепак пак велам благодарна сум и среќа. Ете, со покрај вакви околности, па и да се работи за време на пандемија, знаете, да бидете така без прекин, нели, што е многу битно, и да се случи премиерата и еве да си оди представата на фестивали, а и да се има и признание. The only thing I can do is stay the home. The only thing I can do. Да, вие сте единствената актерка во историјата на фестивалот Ристо Шишков што добива втор пат ваква награда. Да, така. Оно што ме интересира, во 2003 година ја добивте истата награда за улогата во представата Повест за Сонјачка. Како се движеше вашата актерска зрелост од Марина Цветаева, ликот во Повест, до таа, ако направите една комперација или една убава ретроспектива на нас? Ова ви е одлично прашање кое што ќе направи вака една целина и точно ќе потврди еден, ајде да кажеме, актерски пат, што можеби на колегите ќе биде интересна. Значи, 2003 далечната во режија на Благој Мицевски, кој што исто така тогаш почна да прави представи самостојни. Тоа беше во продукција на тогашниот Дом на култура, односно Центар на култура под водство на Борис Чоревски, и беше една со партнерката Габриела Петрушевска, и тогаш кога гостувавме на фестивалот во Струмица, ајде да кажеме како една независна, не секојдневно, така како една продукција која што не беше од театар, званично од театарска куќа. Значи, сепак при Домот на културата. И така да едно убаво изненадување, пријатно се случи, прекрасна улога Марина Цветаева, Сонјачка Холидеј, актерката, ја играше, која што беше исто фантастичен партнер, Габриела Петрушевска, нели тогаш таа работеше во Битолскиот народен театар. Имавме прекрасна комуникација и нормално темата беше обемна за руската поетеса, каде што истражував многу, биографија, текстот го направи Оливера Павлович, значи тоа е по незина драматуршка предложка, и постигнавме успех и се доби наградата. Имено тогаш паметам дека од културното аташе при руската амбасада дојде ја гледа представата, јас добив еден многу убав подарок, тие беа пресреќни, задоволни, знаете колку беше убаво кога дојдоа тие пред самата премиера. И така и се случи да после да се земе наградата, меѓутоа тогаш кај мене нешто се случи, дека таа љубов кон руската литература и да одам понатаму. И така кај мене се разви идејата да почнам да изучувам руски јазик, па забинав во Русија на специјализација од 2005 до кај 2008 завршна година, значи после и тоа каде што замина во Санкт Петербург. И навистина ми се случи едно доусовршување, гледање на многу представи, многу интересен развој кој што уште ми служи, меѓутоа отидов и таму со багажот од тука сепак горда, затоа што и тука имам завршено и тие беше потврдено на факултетот за драмски уметности кај Владимир Милчин, значи одлична школа, и со таму што се надоградив. И кога се вратив тука, продолжија улогите со режија, нели, иако и претходно малку исто така почнав да се занимавам, но сега веќе беше официјално и потврдено кога можам, нели, иако дипломите не значат ништо, меѓутоа еден пат и со улогите почнав се постепено по дилемите се уште постојат, но малку посамоуверено да прифаќам улоги, не како ги правам, самото прифаќање на улогите и да што се вели да скокам повеќе во оган, па и така да се случи тој континуитет, затоа што не секогаш и акторот може да биде вистински психофизички спремен за улогите. Умеете да кажете дека вистински среќна се чувствувате само кога сте во театарот?
Како изгледа играта во театарот периодов во циклусот на најголемата светска здравствена криза? Многу тешко. Тоа е навистина. Многу ми недостасуваат колегите, публиката добро доаѓа, нели ги гледаат представите, меѓутоа театарот без актерите, особено сега, нели кога сме со протоколи каде што е намален бројот, нели лимитирани, постојат секаде во светот протоколи. Го чека моментот да го слушам джагорот на колегите, таа енергија, па и кога гостувате на фестивали, убаво е кога сум сама на сцена. Мислам, добро, ова е искуство, нели, во ваква форма, дуодрама, односно моно, во живо на сцена. Меѓутоа, театарот, и не само заради тоа, знаете како, зошто среќна во театарот, не е причината дека јас сум среќна во самиот објект, самата куќа, нели? Објектите се објекти, театарот се случува во животот во тој контекст, ако мене тогаш ми беше поентата кога се изрази, во театар се чувствувам среќна затоа што таму нашата професија се занимава со човекот и со животот, и со сите човечки појави. Меѓутоа, таму работиме, има прегледност. Животот не можете да го изрежирате, и како што ми поставите прашања, дали е ова така, дали е тоа така, дали е тоа така. Тоа е толку сложено, мислам, толку, значи, се испитува секој аспект, затоа сум среќна дека работиме, значи во театарот истражуваме честно и ја браниме, го браниме секое, односно треба да си спремен како актер да го одбраниш секое човечко битие. Затоа што додека не влезете во чевлите на другиот, не можете да знаете како е. Значи, ние имаме една многу поинаква професија, хумана, и точно ние си знаеме каде ни е местото. И затоа во театорот јас знам како ќе заврши представата, така, и каде води мојата улога. Во животот не знаеме како, така, не знаеме како ќе заврши. Можеме само да предпоставиме, историјата покажува и така натаму. Затоа во театар дури и после најтрагичниот крај, нели, на една представа, имате аплауз. Значи, затоа што сепак постои, се соочуваме дека доброто ќе го победи злото, нели, тие моменти мислам, се отвараат многу теми, прашања, без разлика, може некогаш и да победи злото, односно театарот да отслика, нели, некој да опфати такви теми, дека не секогаш во тој момент победува, така, дека постои правда, неправда, некогаш и сурово ги прикажува именно тие работи. Слушајќи ве вака како зборувате за театарот и за љубовта кон вашата професија, како живее денеска театарот? Успева ли да се издигне над сите оние политички влијанија кои што се се почести во областа на културата и уметноста? Па живее, се бори, се генерално, нели? Не само кај нас и во другите земји, не само ако не се политички, тогаш се може би економски, нели, некаде кај што сега и друго време, бизнисот, нели, новите и нормално е дури да се менуваат општество. Не можете да стоите во едно време. Затоа треба и самиот театар, значи, исто да се прилагодува, да изнаоѓа начини. Нели, сега малку сме малку повеќе лимитирани сите театри за време на пандемијата. И колку што, пак велам, ќе зависи од самите театри, колку сме активни, колку сме, значи, од самиот репертуар, од работата на актерите, од нивната мисија, затоа што ние не сме само актери во театар, нели? Ние сме сепак нашиот модел на однесување, будно го следат, така, и ние сме сепак јавни личности, значи, колку подостоинствено ние, театарџиите, се представуваме, сметам дека и подостоинствено ќе бидеме прифатени. Театарот веќе не е така честа професија. Ангеловска, ви благодарам за денешниот разговор во Трилинг. Ви благодарам и на вас за поканата. 2 недели по катастрофалниот и брз пожар кој што се случи во Тетовската модуларна болница, се уште нема резултати
од истрагата, ниту пак некој понесува одговорност. Дали околу овој случај се кријат многу слабости? Кој, зошто и како потврди? Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е професор доктор Мишко Ралев, кој воедно е декан на Универзитетот Американ коледж и председател на Асоциацијата на архитекти. Оно што се поставува како дилема, зошто во изградбата на секаде како изведувачи се јавува директорот на локалната болница, заменик директорот, а дури на некои места дури само медицинска сестра или формулација менаџер. Видите, по законот за градење, нели, оној што е инвеститор, ние нели колоквијално нарекуваме инвеститор, но тој е градител. Всушност овде не станува збор за градба, значи градител, односно тој што е одговорен. Но сепак и мене не ми е јасно правната регулација за тоа кој е одговорен за овој тип на објекти. Инаку, ја можам само да разговарам околу архитектонското градежничкиот дел, околу правниот или делот каде што се менаџира со тоа навистина не. Дали имало потреба да има надзор за време на поставувањето на овие модуларни болници во текот на целиот тој процес? Да, во овој случај не станува за градба, затоа што не се одвива градбен процес, туку се одвива монтажен процес. Тие се предмети, односно индустријски производи. Тие се содржински пакети, што значи дека оформени некаде на страна, односно во услови на индустријско производство. Тие таму се во процесот на нивно производство се надзирани секако и се донесени како сертифицирани, би требало, нели, да се донесени како сертифицирани производи во кои што имаме документи, декларации за составот на елементите, за перформансите на елементи на конструктивен систем и така натаму, додека надзор, некаков надзор, стручен надзор е многу повеќе од оној што ја монтира, за да се покаже и докаже како дека е монтирана според сите упатства за монтажа. Секако дека инфраструктурата, спојувањето со инфраструктура, но тоа е исто така дел, односно задача на стручен надзор. Секако дека треба да има или требало да има одреден вид на надзор кога биле поставувани. Многу е битно и експлоатацијата. Начинот после како се организира експлоатацијата на овие капацитети, да ги наречеме, или простори во услови на модуларни болници. Организацијата околу тоа, колку луѓе може да бидат внатре, потоа протоколите за противпожарна заштита, значи не се само во прашање материјалите, туку и однесувањето на луѓето. Ако не е организирано, ако нема посебен начин на однесување на вработени по однос на опасности кои што демнат во вакви специјални болници, тогаш можеме да зборуваме за еден комплекс од фактори кои влијаат да настане или не настане катастрофа. Мислам, само да кажам дека мислам дека останатите болници верувам дека се проверени по однос на некакви досегашни можеби подсвесни пропусти. Мислам дека треба да продолжат да работат со внимание дали се тие користени според некакви упатства или зададени протоколи за одвивање на работните процеси во такви болници. Професор Ралев, колку градежното вештачење може да помогне во расветлување на случајот? Може да помогне и тоа многу, ако прво да се види точно какви се составните елементи на овие модули, затоа што велиме дека се тоа индустријски производи, значи карактеристиките тие ги носат како целина. Но ако се анализираат поединечно елементите од кои е составен тој систем, се разбира можеме да дојдеме и до анализа дали некој елемент во тој систем попуштил. И од што попуштил?
знаете, затоа што секој елемент има своји собствени карактеристики, да речеме противпожарни, но сите тие учествуваат во заедничките карактеристики во една единствена карактеристика на целиот тој модул во неговата отпорност на пожар. Сега, предизвикувачот на пожарот ние не го знаеме, не ни е соопштен, односно не е соопштен воопшто во јавноста. И како тој предизвикувач и што е тоа? Дали е тоа дел од модуларната болница или нешто што е донесено? Болниците не само што се објекти од градежни елементи, ти имаат и технолошки елементи, ти имаат технолошки приклучоци на разни гасови. Еве во овој случај кислород кој што влијае врз можноста нешто да гори, односно ја зголемува можноста на елементите на било кој соединение да гори појако и отколку да го нема во тие количини. Така што инспекцијата на сите овие, односно вештачењето на сите овие елементи е потребно, нужно за да дојдеме до прави заклучоци. Почитувани, следите интервју со професор доктор Мишко Ралев, декан на Универзитетот Американ Коледж и претседател на Асоциацијата на архитекти. Професоре, влегуваме во изборна кампања за избор на градоначалници. Каков профил на градоначалник е потребен? Не говорам само на метрополата, туку и генерално на општините. Може би е најдобро да знае да менаџира, но и да знае да менаџира треба да има тим со кој треба да менаџира. А тоа нешто мислам дека во наши услови е тешко. Во оваа наша ригидна поделба, племенска да кажам, партиската поделба мене ми личи на некоја племенска поделба каде што секој граба или учествува со она што партијата, племето ќе побара. Значи, интересите на мали заедници, односно мал круг на заинтересирани лица е многу појак него интересите на пошироката заедница. Погледнете го Скопје. Скопје е тотално нефункционален од организацијски тип. Вие и да поставите, не знам каква личност за градоначалник, Скопје е феудален систем, составен од 10 феудални држави кои што партиципираат во еден феудален крал, каде што сите тие 10 се појаки од кралот, од феудот. 10 општини. Кој е градоначалник? На што е градоначалник? Градскиот градоначалник. На главните булевари. И само тој може да ровари, ако навлезе во темниот вилајт на секоја од овие 10 феуди, онда ќе го изеде по мрчина. Така да, многу е тешко да си градоначалник во ваква поделеност, односно ваква. Ке ве прашав за бетонизацијата на метрополата. Едни велат приоритет било озеленување на градот, другите велат да се асфалтираат улиците. Но очигледно е дека градоначалниците се разработуваат на крајот од мандатот. Очигледно. Еве, ние сме сведоци сега дека цело Скопје е раскопано. Копа и главниот градоначалник, копаат и другите помали градоначалници и навистина имаме чувство дека се е сведено на асфалтирање. Ако отворите прозорец навечер, вие мирис на асфалт ќе ви влезе дома. И таа нивно разработување кон крајот на мандатот е всушност еден показ и доказ за она што претходно го зборував, дека всушност интересите на пошироката заедница се минорни, односно се преклопени со личните интереси. И сега, пошто е трка за фотелјата, дали повторна, дали нова фотелја, дали да се испразни касата, дали да се земат некакви ловорики, дали да се додворува на партијата за повисоки функции, сега се сите разработени во наводници. Колку е тоа функционално, колку е тоа добро, не би знаел да кажам, но хаосот е очигледен. Професор Ралев, се слуша ли гласот на архитектите, на урбанистите, на градежниците? Тоа е навистина... После се тоа што го кажавте? Навистина интересно прашање. Дали се слуша? Ние зборуваме. Јас сум сега во функција на претседател на Асоциација на архитекти на Македонија, која всушност е, ајде да речам,
обично граѓанско здружение, малце е необично, затоа што е здружение на струково здружение, но нашето оружје е гласот. Нели велиме дека обвинителство треба да, или не знам кој треба да постапи под допрен глас. Па ние сме, уствари, сакаме или се обидуваме да бидеме гласот што допира. Значи, глас кој ќе биде чуен, кој ќе биде не само чуен, туку и сериозно разбран и сватен. Но ние немаме правна можност да одлучуваме колку ќе се слушна, но можеме само да бидеме гласни, а муницијата на тоа оружје е нашиот личен авторитет, нашиот личен ангажман во општеството и секако кругот во кој што делуваме да навистина што поголем број на луѓе застане со нас, за да бидеме чуени, не само чуени, туку и разбрани. Најчесто во Македонија нешто кога ќе се изгради, се прави помпа. Но впечатокот е дека потоа не знаеме да ги одржуваме работите. Најлесно е да изградиш, а најтешко да одржиш. Што значи дека во целата таа, затоа се вика и одржливост на објекти, одржливост на градови, одржливост на места, е всушност да изграденото, направеното, се одржува или во состојба во која што е перформансна состојба, или да се зголемуваат перформансите. Затоа што векот на објектите е од минимум 50 години па нагоре. Што значи дека во тој животен циклус објектите понекогаш ја губат својата примарна намена за која што биле создадени и се пренаменуваат за некакви други намени. Што значи дека во тој процес мора и да се одржуваат. Од друга страна, одржувањето е многу битно од аспект на безбедност, токму и што е и претходната тема што ја начнавме. Значи, одржувањето на објектите влијае директно врз безбедноста на објектите од аспект на секојдневно користење, експлоатација на инсталации, потоа можности, односно на некакви кварови кои што би довеле до катастрофи. Сигурно дека оваа катастрофа што ја споменавме од Тетово, дека е предизвикана од некакво не соодветно манипулирање со одредена опрема или инсталирани инфраструктурни елементи. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вас. Северна Македонија е рангирана како најбезбедна земја на Западен Балкан. Дали евентуалниот нов мигрантски бран може да ја дестабилизира земјата? Колку и на каков начин Македонија би можела да се справи со евентуалната нова бегалска рута? Во наредните минути следува видео запис на мојот колега Игор Стојанов, низ разговор со професорот Методи Хаџијанев и познатиот словенечки новинар Вања Вардјан. Меѓу соговорниците е и Ленче Здравки, колешката која пред неколку години за време на големата мигрантска криза вдоми и се грижише за неколку илјади мигранти. Овој товарен воз поминува пред куќата на Ленче Здравки. Често меѓу вагоните на ризични позиции на возот се забележуваат луѓе. Мигранти кои бараат спас во западноевропските земји, бегајќи од страшни војни. Ленче изминативе години стана символ за хуманост во однос на бегалците и мигрантите. Стана жена која го отвори домот и даде помош на луѓе на кои им е потребно. Ленче и до ден денес го поминува животот со бегалците и мигрантите. Секојдневието ние веќе со бегалците, така да нема колку ми одземе или колку ми дода, моето секојдневие е веќе тоа. Животот со нив, со бегалците, секојдневните јавувања, поминувајќи покрај пругата, поседување со нив додека се одморат, додека се освежат, додека така да животот и така си тече веќе. Со новите случувања во Авганистан, веројатно први кои ќе почувствуваат поголеми раздвижувања или нова мигрантска криза се овие луѓе кои им помагаат на бегалците. Тие се подготвени за новиот бран.
но тој бран се уште го нема. Нема воопшто никакво поголемо раздвижување нема. Медиумите секој ден се интересираат дали има афганистанци, меѓутоа години уназад афганистанци или граѓани на Пакистан се движат од јужната граница према север, така да за мене е тоа секојдневие. Меѓутоа, нешто драстично или поголемо не се случува ништо. Од друга страна, професорот на Воената академија во Скопје Методи Хаџијанев со својата анализа вели дека не е нереално да се очекува дека е можно со брановите на бегалци да се протнати терористи. Впрочем, такви случаи имаше во минатото. Чувството на, да кажеме, одбивност кон нив може би доаѓа од целокупната социјална стабилност која што има во државата. Стравот дека тие кои ќе дојдат од надвор ќе треба да заземат некое нешто што е наше или пак да бидат резултат на лошите политики кои што биле порано водени, например према одредена група да се дава некаков си фаворитет заради некакви си афирмативни мерки и сега тука да се гледа тој страф. Што мислам дека не е оправдан. А што се тиче Македонија? Македонија за сега е членка на НАТО. И ако ти сакаш да си членка на НАТО и да си во ова трусно подручје да си заштитен, мораш нешто да даваш ако сакаш некој да те заштити. А знаеме дека околина тука е по-нестабилна него, например, во Словенија. Дефинитивно дека треба да бидеме предпазливи, меѓутоа мора да бидеме многу внимателни како ги структурираме одговорите, бидејќи населението тоа го очекува, посебно од оние кои што се на власт. А тоа е да ниту да кажеме дека не е можно да постојат такви лица, бидејќи поминале од овде, значи се при париските напади, едно од лицата на крајот излезе дека поминало низ структурите на Балканот. Второ, париската служба излезе со податок дека дел од оружјето кое што било користено во дел од нападите во Франција и во дел од западноевропските држави потекнува од Балканот. По толку години со бегалците јас не сум имала некое лошо искуство, бидејќи тоа се луѓе исто како сите нас, тие носат големи проблеми со нив, меѓутоа од кога ќе земат една воздишка тука, од кога ќе се одморат малце, знаат да разговараат, да објаснуваат за нивната земја, што се случува, за нивниот живот, што работеле, каде се едуцирале, каде учеле младите, каде студирале, така да не би требало да има предрасуд. Во Словенија е во екипа, во конвој со вишеградска група, со Маđarска, со Полска, со Словачка, и за тие држави знаеме дека се против мигрантите. Други држави, поголеми од запад, не се толку против. И одма кога Јанша тоа го кажа, беше критикуван од Брисел, од Европска унија, од најголемите држави од Европска унија, така да мислам дека тоа малце ќе се смени, колку знам сега е веќе одлучено дека ќе се примат 5 фамилии, а не мигранти. Значи тоа се уште не е ништо, али тоа полека ја мислим дека ќе се менува. Честите дебати на интернет се каде се нивните жени, зошто често патуваат само мажи и слично. Тоа го подгрева стравот кај луѓето. Луѓето секогаш приговараат на тоа каде се нивните фамилии, каде се нивните жени, дали ги оставија да се борат така таму. Меѓутоа состојбата е многу поинаква. Тие тргаат со своето семејство. Меѓутоа, нивното патување не е ни ефтино. Не е ни само низ Македонија. Не е ни само низ Македонија, мора да поминат повеќе граници. Знаеме сите, свесни сме дека они плаќаат и преплаќаат на многу места, така да поголеми средства им се потребни. Некогаш се одлучуваат прво мажите да тргнат, нели, да обезбедат патот, да заработат некоја пара. Секогаш нивните фамилии се оставени или во Турција, или во Грција, во камповите се сместени, така да за неколку месеци веќе и они се придвижуваат, они не се сами. Факт е дека барем во изминатиот период, ваквите настани, како во Афганистан, произведувале интензивирање на мигранти, односно интензивирање на бегалци.
Зошто е ова битно? Бидејќи луѓето кои што сега ќе доаѓаат од Авганистан веќе не би требало да го имаат статусот на мигранти, затоа туку ќе мора да легално да бидат сменети во бегалци. Тоа значи дека тие ќе бидат на некој начин протерани луѓе од некаков си режим или сплашени, што може и квалитативно да влијае на нивниот третман во процесуирањето низ државите. Одлуката нашата држава да прифати мигранти многумина ја толкуваат на различни начини. Голем дел од државите одбиваат да го направат тоа, но Северна Македонија се одлучи да ги отвори границите за нив. Според експертите, зависно од тоа како ќе се одигра целата ситуација, нашата држава може или да поентира или да биде катастрофа. Значи, веројатно од НАТО пакт и од американци биле кажано треба више мигранти да ги примите и тоа е, како да кажам, некој врсте компензација за тоа, за стабилноста што може да има Македонија во овој регион. Ова е пругата во Велес. Бегалците поминуваат низ железничка пруга, оти се надеваат дека тоа е побезбеден и полесен начин за премин низ државите. Но оваа пруга често е кобно место за многумина. Само во близина на Велес има масовна гробница од 15 мигранти кои што загинале за жал токму на оваа пруга. Пред неколку години веќе имавме 3 семејства на афганистански семејства беа тоа, што нивните деца се загинати во Македонија и веќе успеа да дојдат, да се идентификуваат лицата, да се испита ДНК анализа да се направи, се утврди дека тоа се нивните деца, тоа беа едни тешки моменти што за мене оставија големи траги. Според статистичките податоци на Министерството за внатрешни работи во периодот од 2017 до 2020 година, тие спречиле нелегален влез на преку 70.000 мигранти. Речиси 90% од нив се мигранти кои доаѓаат од Авганистан и Пакистан. Од тие, 62.000 се обидале да влезат во Северна Македонија преку Грција. Во периодот од 2017 до 2020 година, македонската полиција спречила неколку обиди за криумчарење на 7300 мигранти, а најчестата рута за криумчарење е токму коридорот 10, Гевгелија, Велес, Скопје. Се почесто, мигрантите ги користат и Струмичкиот и Штипскиот регион, како и подрачјето на Свети Николе. Гледате Трилинг, панорама на личности и настани кои одбележаа неделата. Довидување и ви закажувам нова средба за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути. Довидување.